Добар ден, почитувани гледачи, во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин, емисија за здравство, за вашите проблеми со здравјето. Знаете, секој понеделник сме тука за вас, точно во 17:10, да разговараме за вашите проблеми со кои што секојдневно се соочувате. Минатата недела беше одбележана една кампања, значи беше организирана на 29, 30 и 31 мај за подигнување на свеста за навремена заштита на кожата и навремено јавување во ординациите за проблемите со кожата. По-конкретно, значи, беше одржан симпозиум за малигнен меланом, насловен како нови предизвици во лекувањето и третманот на малигнен меланом. Во организација беше на Сдруженијето за борба против ракот Борка, Универзитетската клиника за онкологија и Лекарската комора на Македонија. На симпозиумот беше констатирано дека во пораст е бројот на болни од рак на кожата. Минатата година само се диагностицирани 198 лица. Ова беше повод за денес да разговараме на оваа тема, значи ќе разговараме за малигнен меланом, значи или ракот на кожата. По тој повод веќе со мене во студиото е денешниот доктор кој што е одговорен за оваа тема, тоа е доктор Сузана Камберова, која што е специјалист дерматолог. И со неа ќе поразговараме на оваа тема, ќе доставиме многу информации првин во однос на тоа, нели ќе поразговараме што представуваат бенките оние кои што ги имаме сите нели на нашата кожа, а потоа и ќе се префрлиме на ракот на кожата, значи кои се тие ризик фактори, кои се симптомите, убаво ќе објасниме што потоа од кога ќе се диагностицира нели малигнен меланом, што треба да се преземе и така натаму. На почеток да ве поздравам, да ви посакам добри дете за прв пат во Ваш термин. И многу ми е драго што сте денес овде, уште повеќе што еве ќе ја опфатиме оваа тема, бидејќи минатата недела, како што кажав, беше одбележано со кампања во однос на малигниот меланом. Добар ден и поздрав до гледачите. На почеток би сакала да објасниме првин што представуваат оние бемки ние што еве нели кај секој се јавуваат, кај некого повеќе, кај некого помалку, меѓутоа кога се јавуваат, зошто се јавуваат и што всушност представуваат тие? Така, значи првин морам да нагласам дека бојата што имаме по кожата доваѓа од одредени специфични клетки во кожата кои се нарекуваат пигментни клетки или меланоцити стручно. Тие пигментни клетки се како единици, поединечни, значи сместени долж целата кожа, опфаќаат, не знам, колку ги има сега на квадратен милиметар и така натака. И тие произведуваат зрнца пигмент кои потоа ги оддаваат во кожата и според тоа колку и како работат вашите пигментни клетки, толку таква боја имате. Секако бојата што ја имаме некако еволутивно, да речам, од настанокот на човекот зависи во кој географско подрачје тој се развивал, значи е некако непосредно врзана со тоа дали живел на север, дали околу екваторот и така натака. И колку е потемен, тој има подобра заштита од сонцето, така да му била потребна и корисна во нели региите околу и Медитеранот тука спаѓа, значи во тропските и суптропските предели, а додека колку си идело понатака на север, бојата некако исчезнувала. Како таа боја исчезнувала кај белиот човек, значи тој е некако еволутивно по нов, да речам, ако можам така да кажам, од црниот човек, останале некакви аномалии од таа веројатно претходна боја, така би ги објаснила некако, останале како накупини на малку променети пигментни клетки кои се сепак се заедно тоа бенигна една творба и кои ние денес ги нарекуваме бенки. Значи, во зависност од некои гени кои биле форсирани, да речем, да се развиваат, одредени бели луѓе добивале одреден тип на кожа, сега тука има неколку 5 варијанти глобални. Можете, значи, да бидете ептен светли, со многу малку пигмент, вашите пигментни клетки малку да работат, или па да бидете онака, знаете, по, да речем, со добра пигментација, значи, тука има неколку 5 типа воопшто боја на кожата.
Пигментните клетки ги формираат, значи, во главном кај белите луѓе, пак нагласувам, затоа што црните или азиатите немаат нешто класично бенки како што имаме ние. И согласни со тоа, не дека не можат да заболат од кожен карцином, меѓутоа во главном им се локализира на некои ретки локации како дланки, табани и така натака. Значи, ова е проблем на белите луѓе, согласно тоа белите луѓе највише имаат, односно страдаат и од таа бенигна форма на пигментација наречена бемки. Значи, бенките ги сваќаме како една аномалија на белата кожа. Тие во главном се бенигни. Значи, чим кажеме бенка, и ние во стручната терминологија бенките ги нарекуваме невуси, значи, кога ќе кажеме на некој пациент дека тој има бенка или невус, подразбираме дека има промена од пигментни клетки која е бенигна. Во одредени, да речам, фази, некогаш во одреден мал број, тие бенигни промени можат да се трансформираат и да преминат во кожен карцином. Меѓутоа, еве само да нагласам, кожниот карцином најчесто се јавува во 90 скоро % случаите на кожа која нема бенка. Значи, не се јавува во бенката. Да. Така, и тука некако таа разлика треба да се направи. Фактички, бенките ни прават нас лоша услуга. Бидејќи сме на нив навикнати, ги знаеме, еве, некој има одраѓање, некој нема толку. Меѓутоа, кога ќе се види нешто ново, како мала нова пигментна промена, секој логично е на почеток, да не се загрижи, да се помисли дека е тоа уште една бенка, како што има и други по телото. Меѓутоа, таа нова или како да речам промена може да е, а може и да не е бенка, туку да е почетен мал карцином. Така да, во тој смисол, како карцином кој е птен ние на око, можеме да го видиме, може некој друг со нас што живее да го види, можеме лесно да речем во рана фаза да го детектираме. Тука имаме еден абсурд, да поради тоа што мислиме дека е тоа нешто бенигно и вообичаено, ние, односно пациентите, често и доцна се јавуваат за преглед, и доцна се открива кожниот карцином, кога веќе, за жал, е во некоја поодмината фаза. Колку што ве разбрав, не мора да биде само промената на бемката причина или како да кажам симптом за да констатираме дека имаме некој проблем, туку секоја нова промена на кожата треба ние да ја запазуваме и да се консултираме со дерматолог, така? Точно така. Значи, ја мислам дека таа заблуда многу битна да се разјасни, затоа што ви велам, многу често ќе ми речат пациентите, например, тоа го имам од дете или не знам, еве, ја знам таа бенка, не мора да се прегледува. Треба да се дури да ја знаете со години. Таа може да премине во кожен карцином, меѓутоа тоа не се случува затоа што е, не знам, се има одреден редок тип на бенки кои ги сметаме за поризични да можат да преминат во карцином. Меѓутоа, најчесто ви викам, бенката како таква бенигна, голем е процентот на можност да таа цел живот остане бенка, односно да остане бенигна. Само порано се сметаше дека се што е кожен карцином, фактички трансформира на бенка. Да, тоа беше застарено малку, да. Информирајќи се нели околу темата, прочитав на некои од од порталите, од страните кои што нели се како информација во однос на оваа тема, дека се што, како што кажавте, од после се јавува, нели, на телото, е повеќе, поголема можност дава да премине во карцином на кожата, така речем. Дали е тоа точно? Јас генерално сега да речам би се сложила со тоа, иако ви викам, секаде не мора да значи. Не мора да значи, затоа ние сме научени да бидеме предпазливи со сите промени кои се пигментни, наново и наново да ги прегледуваме, значи и за жал, морам исто тука еве до некаде поврзано со ова што го кажувате, да нагласам дека е ова кожен карцином кој може да е застапен кај секоја возраст. Так. Значи од детска, од најрана дури возраст може да има случај до старост. Така да во секоја, се смета дека е најчеста форма на карцином, поготово еве кај младите жени некако се издвоени помеѓу 25-та и 29-та. Значи во таа животна доба некако голема е можноста да се добие рак на кожа, додека другите карциноми се во подоснежните, да речем, години. Иако
како тргнале работите Да, околу работите карциномот, за жал, се да, повеќе границите да, за точно, жал, како што рековте, се поместуваат. Многу пати кога станува збор за овие кожни промени, нели, често пати се јавуваат понекогаш и едни црвени дамки. Што се тие? Да. И ова е едно многу често прашање. Да, бидејќи знам од искуство многумина што тоа го имаат, па можам да забележам дека и кај мене од време напред. Тоа се проширени капилари. Значи кожата во својот среден слој, тој што малку е подлабок, нели, има голем број на крвни садови. Дел од тие крвни садови од сега можни многу причини, од кои ниту една не е посебно нагласена или специфична, може и тука да е фактор сонцето или пак некој ген, се прошируваат на мало подрачје и точно, веројатно, дека дел од тие проширени капилари подоцна се обложуваат и со некој вид на пигментни клетки, па потемнуваат. Значи, тоа толку често ми е нагласено да јас навистина обрнав внимание и кога работам во ординацијата, нели, кога гледам, можам да ги издвојам тие што предпоставам дека ќе преминат и во сосема пигментна промена. Да, точно така, потоа. Да, секогаш е така, да. Значи тоа се бенигни промени најчесто. Друго е, например, розикаво или така мало топче. Тоа е нешто друго. Меѓутоа, овие црвените точкици кои јасно се гледаат, например, под дермоскопија, како проширени капилари, тука нема сумна што се едни обични проширувања на крвните садови, поради тоа што се зголемени, стануваат видливи. Инаку тие секако се сместени, како и другите крвни садови во средниот дел на кожата. Значи многу честа работа. И сега кога станува збор за бимките, нели, дали е вистина или заблуда, велат ако не дај Боже, нели, дојде до некое засекување на бимката, дека тоа е опасно и дека треба, нели, веднаш да се преземе нешто, не дај Боже, нели, опасно по живот. Вистина или заблуда? Па заблуда е, генерално кажано, е заблуда. Така. Значи, ако ви имате бенка која Постои ли опасност? Да, многу често се повредуваат. Сега имаме, реков, нели, разни видови на бемки, има едни, например, кои се малку над ниво на кожата и испакнати, така меки, полни со крвни садови. Навистина се наоѓаат на некои делови од телото како грб кои се наслонува едно друго, лесно може да се повредат и дури да прокрварат, што не е ништо чудно. Значи, во тој смисол таа повреда не носи никаков риск. Меѓутоа, морам да нагласам да никогаш дека не треба да се смета тоа олако, затоа што многу често во некој малку подмакнат стадиум на кожниот карцином, тој лесно крвари. Така да и секогаш тоа пациентот си го објаснува или го поврзува дека он го повредил. Иако не се сеќава сосема на таа повреда. Значи тоа е нешто во спиење или при туширање, бањање, при можеби некое спортување и смета дека несвесно ја повредил бемката и доваѓа фактички со таква една анамнеза, викаме ние. Ја повредив бемката. Ако подразпрашате, гледате дека не памти. Лесно крварат и затоа мора да се направи преглед на секоја повреда на бемка. Во секој случај не треба да се остави. Сепак стручно лице да види, да. 99% е тоа навистина повредена бенка и нема ризик. Даваме малку локална терапија да заздрави, тоа е. Меѓутоа, за тој мал процент што може да биде, значи, само да се мисли дека е повредена, би требало да се направи преглед. Ајде, тука ќе се обратам до оние гледачи кои што подоцна се вклучуваат во емисијата. Значи, говориме на тема меланом или рак на кожата со доктор Сузана Камбирова, која што е специјалист дерматолог. Поводот е онаа кампања која што беше минатата недела во однос на тоа дека минатата година меланом бил диагностициран дури на 198 лица кај нас. Доктор Камбирова, ајде да започнеме вака сега. Кои би биле оние симптоми кои што треба да не наведат да ние навистина веќе помислиме дека нешто се случува сериозно и да реагираме веднаш, нели, да дојдеме и дека иде вас дерматолозите за да се консултираме навистина што е проблемот. Како треба? Дали може бемката да расте? Дали е тоа страшно или треба да има некои промени? Претпоставам дека има некои симптоми кои што треба да бидат јасно видливи. Па и ова да нагласам на почетокот дека и бенигната бенка може да се менува, не е ни тоа забрането, значи може да расте, може да. По некои мораме тоа да го процениме за секој одреден случај посебно.
меѓутоа во главном тој што се менува, што расте е кожниот карцином. Значи кога би требало да се јават? Пред се, ако забележат нова промена. Значи па во било кој сега ќе бидам по така, значи опширно ќе ги опфатам пациентите да се во било која возраст, не мора само во детството, нели нормално е нови бенки да се јавуваат и после тоа и во 30-тите и во 40-тите, тие некои што се резултат на сонцето и содејство со кожата се јавуваат нови промени, значи тоа не е забрането. Меѓутоа ако некоја нова промена ви паѓа во очи, делува некако необично, значи во главном бенките се, да речам, правилни, имаат некоја кружна, овална, правилна форма, немаат разни бои, значи се што тоа одскокнува. Поготово ако забележите дека се зголемува со некој темпо, дека е поинаква од другите бенки, дека има повеќе нијанси, бои, значи тоа може да е од светло кафеава, темно кафеава, беличаста, розе, црна, темна. Значи сите тие нијанси може една да има, мислам неколку, не мора сите да ги има. Меѓутоа, веќе ако е повеќе бојна, или приметите нешто несиметрично во самата промена, некој ќош кој иде малку побрзо расте, иде настрана, јасна некоја груба црта како ивица да одвојува грубо од другата нормална кожа, или па се задебелува, можеби во висина да расте. Или ако е на место каде што има, и тоа е доста често, јас им го кажам на пациентите, да до некаде може да се ориентираат. Не е тоа некој сега закон, меѓутоа за ориентација можеби едноставно. Ако е на место каде што постојат влакна, растат, гледате дека на таа промена сите влакни испаѓале и тоа е една сомнителна, значи ги викаме келави лези и така натака, и ако оди со некој можеби стадиум кој е повеќе понатака, сите тие промени се доволни, дури да почнеме, пак ќе речам, од наједноставното. Имате некоја нова промена која не се сеќавате дека сте имале, редно е да се испита. Така. Како оди диагностиката кај вас кога ќе дојдат? Значи, како оди диагностиката за да се утврди дека станува збор? Како е прегледот? Што вие кога ќе дојдат кај вас како диагностика применувате во откривањето? Диагностиката, грубо речено, оди во два дела. Првин разговор со пациентот, некои основни податоци не се битни, значи дали такво нешто имало претходно во фамилијата. Колку се сеќава дека бил изложен на некои ризик фактори, како што се опекотини од сонце, дали користеле солариум, например, значи од кога, како ја гледаат промената за која се јавуваат, или често пациентите доаѓаат и без некоја посебна промена да им е падната во очи, значи да ги прегледаат сите бенки, што е исто многу препорачливо и добро. И тоа е, значи, уводот во прегледот, а самиот преглед, конкретно јас го работам со помош на дерматоскопијата, тоа е, значи, метода со еден вид на рачен микроскоп, кој понатака може да се поврзе и со дигитален апарат и со компјутер, се прегледуваат сите пигментации. Јас секогаш, например, кај моите пациенти ги прегледувам сите, не само таа една за која тие дошле, туку сите можни. На секој достапен, да речам, дел од кожата и слузниците се прегледуваат сите промени, за да може секоја поединечно да се процени каква е, дали постои ризик, дали треба да се документира и да се следи понатака споредбено, значи да се и потоа, значи за секоја одделна пигментација даваме некоја проценка дека е тоа бенигна или дека е некако неправилна, па би требало да се следи, или дека можеби некогаш и препорачуваме таа да се отстрани хируршки. Значи дека нема потреба што да се следи, дека е најдобро во тој истиот момент таа да се отстрани, дали превентивно или ако сме забележале некакви да речам симптоми, знаци кои може да укажуваат веќе на почеток на кожен карцином. Само да потенцирам до нашите гледачи, можете веќе да ги забележите нашите телефони на екранот од самиот почеток на емисијата. Кажав за што станува збор и темата, па доколку имате некое прашање, некој проблем во однос на бемките,
слободно можете да не искомуницирате и да поставите одредено прашање до доктор Сузана Камбирова. Секако таа ќе ве удостои со низина насока на вашето решавање на оној проблем што го имате и се разбира одговор на она што го барате. Доктор Камбирова, напоменав јас и на почетокот на емисијата дека минатата година е диагностициран на 198 лица. Бидејќи вие сте токму специјализирани за оваа проблематика во дерматологијата, според вас дали навистина се зголемува бројот и како вие ги согледувате од ваша страна работите и кажавте дека најзасегната е некако нели она популација од 25 до 30 години. Малку да не информирате околу сите овие работи, вие како некој што навистина секојдневно го работите во вашата ординација. Да речам дека статистиката во некој дел е и во рацете и на колегите од Јавно здравје, Институтот за јавно здравје и така натака, значи таа е бројката секако е точна и верувам и дали вие кога кај вас се диагностицирате некој пријавувате таму? Да. Така, тоа ви е ваша задача за да се знае точната бројка. Да, ги пријавуваме. Веројатно истите пациенти кои се пријавуваат од неколку институции, од кај нас како диагностицирани, од веројатно хирург, пластичар како оперирани. Така. Потоа се анулираат тие вишок податоци, се сведува на едно. Имаме пациенти кои повеќе пати исто така се се судруваат за жал со овој проблем. Така да ви велам дека и јас дури без подкрепа на тие статистички бројки, веќе подолг еден период, сигурно едно 10 години, имам увид дека бројката расте. Так. Не е тоа мала бројка, немаме месец без да диагностицираме. Сега зависи, например, некогаш е тоа не може да биде равномерно, бидејќи добро и што месец мај некако направен месец за потигање на свесноста за борба против и ранна диагноза на кожниот карцином, затоа што токму некако во пролет и во лето интересот на пациентите за преглед и за, да речам, да се расчисти таа работа што како се случува со нивната кожа е најголем. Така да, веројатно и во тие месеци бројката е поголема. На годишно ниво, кој ќе направиме пресек, има доста. Значи, навистина има нови кои се воглавном луѓе кои си Јас ретко во последно време сум диагностицирала кај пациент над 60-та година. Значи, тука се многу често во 40-та и во 4-та и во 5-та деценија од животот. Тука е некој, по мене некој врв достигнат и од некоја лична статистика која ја работевме на времето, само на нашите пациенти. Значи, тука беше некаде 48 години кај жени, 53-4 кај мажи. Меѓутоа, секогаш има, нели, јас, да речам за среќа, можеби, не сум имала пациент кој е помлад од 17 години. Повозрастните исто така се застапени, меѓутоа, оваа категорија средни години, мажи, жени некаде по моја проценка тука се некаде близко, со можеби мала доминација на мажите. Предпоставено можеби и од тоа што тие некако потешко се решаваат на сите оние мерки на превентива и предпазливост. Значи, не се толку не внимаваат од сонцето доволно, а и прегледите сами не се многу прегледуваат, обично не велам кај сите, меѓутоа многу често и мотиватор, иницијатор да се посети лекар е некој женски член на фамилијата, дали сопруга, мајка, ќерка. Многу често е така, така да да речам дека можеби таа мала предоминација на мажите се должи на нешто такво. Меѓутоа, генерално заклучокот е дека кај нас навистина многу стана оваа болест присутна. Многу повеќе него од што јас, да речам, во студентските денови, што можев да приметам колку, мислам, имаше пациенти. Едноставно си го зема данок оној начинот на живот и сонцето и можеби озонската обивка која е од некаде од 70-тите веќе нарушена, така да тоа е. Така. На некој начин така и не наведа разговорот да дојдеме до тие причинители или ризик фактори кои што доведуваат до појава на ракот на кожата. Освен сонцето,
И освен еве како да кажеме стресот, бидејќи нели стресот е број 1 за сите канцери, претпоставам дека и за ракот на кожата. Кои се други причинители? Еве потенциравте нели за озонската дупка, сите знаеме нели каква е состојбата и дека одамна апелираме и уште нели кога доаѓаат летните одмори и воопшто кога ќе започнат овие топли денови и јакото сонце, дека треба да се заштитуваме, дека треба да користиме нели заштитни креми. Тоа е една од причините. Што друго? Па секако тука е генетиката, не смееме да ја сопоставиме. Тоа значи дека некој од потесното семејство, ако имал рак на кожа, дека голема е веројатноста и другите членови да добијат? Да, се смета дека ризикот е поголем, со обзир дека се смета дека не го наследуваат, можеби се, како да речам, малку вака лаички генот за рак, не така, не во тој смисол, меѓутоа наследуваат тип на кожа кој не се брани доволно од сонцето. Значи наследуваат еден ист тип кожа кој те е сложен орган, значи имате оштетувања, имате во текот на животот стекнати, меѓутоа има таа и некоја своја собствена одбрана, така да веројатно сето тоа се наследува генетски, колку кој каде ќе биде изложен различно кај секој нели член на некоја фамилија, меѓутоа ви викам како се брани од тоа оштетување од сонцето е слично. Така да кај поготово близок член на фамилијата, на пример родител, секогаш треба да се сите што се блиски роднини на некој што е заболен од оваа болест треба да бидат подложени на редовна контрола. Тоа навистина за нив некогаш јас разбирам вака нели како човек ги разбирам дека им доста стресно и тешко. Меѓутоа они на некој начин имаат привилегија да бидат рано опоменати. Да, затоа што голема е веројатноста да излечива болеста доколку се вршат тие редовни превентивни прегледи кои навистина не се нешто, можеби са ниеден преглед не е некако пријатен, меѓутоа во однос на многу други не се воопшто толку непријатни, не се болни, се што треба е да се прегледа со еден лесен апарат кожата и да се следи. Значи при секое ново или некоја да речам појава на сомнителна пигментација, таа се отстранува. Многу се работи на тоа порано, значи без 5 мм промер, да речам на промена, ретко се диагностицираше. Сега како напредува превентивата, следењето, дерматоскопските прегледи, се дојде до тоа да во димензии дури пола милиметар некои колеги реферираат дека некај нас во светот, до 2-3 мм веќе ако е промената диагностицирана како почетна малигна, може апсолутно успешно, значи сосема да остраните како да не била. Дури се наоѓа во површинскиот дел на кожата, тоа е многу битно. Таа останува еден различен период во тој површински дел каде што нема крвни садови, значи од каде што не може да се прошири на други внатрешни органи и тоа е вистинскиот момент да се нели улови, да речам, и да ја отстраниме безбедно. Велите дека ако рано се диагностицира во рана фаза, не може се смета, се смета. Тогаш е она што се вика инситу, па дури сега доваѓаме до толку се работи, да речеме ова метода дермоскопија во светот, да се доваѓа до една состојба да дермоскопистите дури пред да може да ја потврдат и патолозите, веќе гледаат промени за кои се уште нема доволно елементи, да речем патологот да ја потврди, меѓутоа по дермоскопијата некои микро сосема ептен рани фази на карцином кој не е ни инситу, дури пред фаза на тоа. Значи се детектира. Ако еднаш се појави промена на БМК и се отстрани, можно ли е повторно да се јави? Да, тоа добро што го напоменавте, значи ако се отстрани некогаш ваква малигна промена, треба пациентот нормално после тоа некој одреден број на време да оди, зависно од стадиумот во кој се отстранила, значи да прави одредени интернистички прегледи. Меѓутоа, прегледот на кожата е задолжителен и тој не отпаѓа после неколку години, туку е доживотен. Значи, кај пациенти кои не се за среќа добри, имаме повеќе такви,
никогаш се случува да нов карцином се јави после 7, после 10 години. Значи, кожата едноставно е таква и више не смеете да ја верувате и да ја оставите така, дека тоа е еден прошол и тоа е тоа. Значи, таа може да направи и втори, и трети, целта е да тие новите се фатат што порано, за да не направат штета. Како што велите вие дерматолозите, кожата се памти, потоа Памти. така. Само да не биде за лошо. Точно ли е тоа дека ако повеќе пати изгориме на сонце, дека имаме повеќе можност да добиеме рак на кожа? Да. Зошто? Што се случува? Еве баш Тоа затоа е тоа што кожата памти? Тоа што е злопамтило, да. Значи, таа е навистина едно злопамтило кое секој оштетување останува во кожата, таквите насобрани оштетувања на фактички на јадрената ДНК, како да речем на меланоцитот, кога ќе се акумулираат, можат да доведат до мутација и до понатака нели создавање на вакви изменети клетки. За жал, она што ние го гледаме на кожата кога имаме опекотина и после тоа нели едно црвенило, пликови, љушпи, зависи во кој стадиум и степен била опекотината, и тоа нели ќе помине, ќе заздрави. И обично човек си мисли дека е тоа ете поминало. Меѓутоа, она што се случило на ниво на клетки не било видливо и не поминало, останало забележено. Работата е сега колку ќе имате несреќа, да речам, таквите оштетувања да ви се акумулираат. И затоа апелираме дека е тоа она што може секој до некаде нели да го контролира. Тие оштетувања, што позаштитен да биде секој, за да не дозволи да му се акумулираат голем број на такви. Дури да немало опекотина, самото потемнување на кожата е знак дека таа се бранела од оштетување. Ги спомнавте и солариумите, би сакала и за нив да кажеме, бидејќи некако модерно стана, нели, да имаме темна боја, па макар било тоа и во солариум, претпоставувам и верувам дека многумина од младите го користат тој начин на потемнување, па да потенцираме, да појасниме колку навистина тоа е штетно и колку е еден од ризик факторите за добивање на рак на кожа. За жал сосема е непрепорачливо. Многу во голем процент, некаде тие проценти се движат во разни сега извештаи, да речем потврдени со разни студии. Некаде до 70%, до 50%, значи доколку еднаш до 2 пати и до 3 пати сте користеле солариум во животот, особено во раните години, тинејџерски и така натака, во голем процент го зголемувате ризикот за појава на кожен карцином. Тоа може би е до некаде така, затоа што и тие што се побели го користат, значи никако не се препорачува. Се смета дека нема безбеден солариум, било да е внатре, која и да е брановата должина на тие зраци, затоа што излегува некои како побезбедни солариуми. Значи, последниот став, еве, сад се забранети, изминативе години дури со закон се забрани тоа. Регулативата во Европа се уште не е така и кај нас, не знам. Меѓутоа, не мора да се чека некоја законска регулатива, значи препораката е апсолутно никогаш да не користите солариум од наша страна. Од оние пациенти досега што кај вас ги имате диагностицирано нели со овој за жал рак на кожата, што обично при оној разговор кој што сте го воделе имало како фактори од овие што ги споменувавме, користеле ли солариуми? Да. Се сончале ли пречесто? Да. На невнимавале и така натаму? Најчесто се опекотините. Најчесто се опекотините и нели тоа, да речам се не критичко. Тука се овие генерации сега што да речам за жал се диагностицираат со кожен карцином, се оние што некаде 70-тите, 80-тите иделе на летувања каде што немаше ни таква софистицирана заштита, каде што се сметаше дека е здраво да се на сонце, дека еве ви викам опекотината ќе помине. Значи се стимулираше дури да се сончањето, дека е за коски добро и така натака, така да сега 10, 20, 30 години подоцна, они се фактички жртви на тој тренд. За жал. Особено ако тоа се случувало многу често, значи ако најризична е опекотината од сонце во првите 5 години од животот. Сега дали било тоа, меѓутоа се занемарува, да речам, фактот дека и во град одамна, веќе не знам колку децени уназад, градското сонце исто многу јако, облеката не е доволна заштита, многу е топло, така да сите идеме, да не речам, полуоблечени.
Значи во тек на 2-3 минути што ќе се придвижите од кола до, не знам, до продавница, сонцето веќе ве фаќа. Да. И тоа мора да се, тука се превенира. Сега колку како кој на летување обично и се внимава, меѓутоа многу тешко е тоа да се стекне таа навика и во град да се користат заштитни креми на се што е откриено, на секој дел од кожата што е откриен, шапки, пополна облека која не, мислам, пропушта толку сончеви зраци и така натака. Значи тоа е малку веќе потешко. Така. Кажавме дека кога веќе ќе се диагностицира, нели се отстранува, па потоа кажавме дека тие пациенти веќе нели до крајот на својот живот треба да доаѓаат кај вас, вие сепак да им ги вршите оние редовни контроли, да не нели за секој случај се појави нешто ново, се употребуваат ли некои други лекови, медикаменти или останува само на отстранувањето на бемката? Па, да, не се употребуваат во главном во тој Така. прв стадиум, да речам, додека болеста е само на кожата, операцијата е Лековите се за доволна. оние други фази? Да, лековите се веќе ако доколку настанало некое проширување внатре во текот на развојот на Така. болеста. Болеста е сложена, јас се согласувам. Ви викам, бидејќи сите понатамошни фази на лекување се доста тешки и доста сложени, поврзани со доста издатоци, финансиски и секакви. Во споредба со тоа, еден превентивен преглед на вистина е неспоредливо и како да речам, добре дојден. Така. Во секој поглед. Така да за жал денес терапијата, да се радуваме сите, мислам, напредува, Така. имунотерапијата многу се развива во светот. Нешто од тоа веќе може и кај нас има. Меѓутоа, тоа е поле на брз развој. Се надеваме дека и цените, да речем, ќе паднат и ќе биде подостапна за сите. Комбинираната имунотерапија е нешто што денес се преферира, има добри резултати, се нови лекови се јавуваат на пазарот, што е сепак добро и ќе видиме како ќе биде понатака. Така. Сега стигнуваме до делот кога би сакала посебно да го нагласиме, бидејќи нели летото ни е веќе на прагот, веќе започна оние топли денови некако наеднаш, многу мина од нас ќе отидат на одмор. Како треба ние да се однесуваме кога веќе сме на одмор? Знаеме дека треба да се користат заштитните средства, меѓутоа и знаеме дека постојано се потенцира од 11 до 5 часот, нели, да не се оди на плажа, меѓутоа ние никако тоа да го сватиме сериозно, па си седиме по цел ден на плажа, се печеме и така натаму, со заштитен фактор. Дали заштитниот фактор на вистина не штити и во оној простор на меѓупростор, како да го кажеме, каде што навистина сонцето е најјако и како што знаеме, нели, озонот е отворен и е штетно. Така. Штити, не можам да кажам дека не штити, значи има разни средства, ние ги преферираме оние што се со микрочестички, значи со тоа со пигменти, тоа се цинкот и титаниум диоксидот, цинкоксид и титаниум диоксид. Ако запомнат гледачите, тоа е нешто што би требало да го бараат во декларацијата, дали ги содржи тие филтри, механички, физички. Хемиските филтри не штитат доволно, тие дел од зраците пропуштаат во кожата, само дел одбиваат, а и се некако сосема по-неприфатливи од друг аспект, здравствен. Многу не е ни така едноставно, значи треба да имате нанесено средство во доволна количина. Барем, да речам, една лажица супене, некаде 5 мл, па да речам дека таа е количината, еве колку може да оценат гледачите, значи која треба на една цела регија да се нанесе. Значи една супена лажица на целата нога, или рака, или само напред грб, грбот. Има поголемо количество. Да, што е доста, мислам, не е малку тоа количински. Со тоа да земите дека 100, например, милилитра е едно така просечно средство, сега ако нанесувате по 2,5-5 на регија, зависи дете возрасен, брзо се троши. Меѓутоа, барем тие први денови да се биде тоа поригорозно и се нанесува на 2 часа, без разлика дали сте биле во вода, дали не сте влегле во вода, тие филтри некако таа максимум одбрана ја прават 2 часа.
И освен тоа, доколку се намачкате, пак тоа не ве остава да слободно седите на сонцето. Нормално по долго време можете да останете негде до 11, веќе во 12, 1, 2, тоа неколку минути може би издржале, дури и намачкан. Затоа што ако е, да речем, факторот 15, вашата кожа, ако без фактор, без намачкано, гори за 2 минути, 15 фактор значи дека ќе гори за 15 по 2, односно да речеме за 30 минути ќе изгорите. Значи намачкано. Тоа ја одложува за толку колку што е факторот, меѓутоа ние никој точно, мислам никој не ја правил таа проценка, за да знаеме и башка исто. Во 10 сатот горите можеби за 5 минути, за 1 минута горите во 2. Сите се тие варијации, па зависи дал сте на која локација сте и така. Значи има многу елементи. Да не се заборави дека ако сте близко до вода, уште повеќе. Да, дел од зраците се одбиваат од таа водена површина, така да сте како на двојно сонце. Малку се одбива, па и тие доваѓаат до кожата и оние што директно на вас паѓаат. Значи се тоа доста сложено. Знам дека не е лесно да не се седи на плажа, може да се седи намачкан, меѓутоа и во сенка. И под сенка. И под сенка. Значи да не се свати дека ако се намачкаме, се можеме да легнеме и да спиеме пола сат на сонцето. Буквално да се печеме на сонцето, така. Значи печењето е исклучено во секоја варијанта. Мачкањето е задолжително и плюс седење под сенка, облека дополнително шапка. Значи мачкање и сенка. Сум слушнала дека и се препорачува оние места кај што се бемките, уште повеќе да се потенцираат. Дали тоа има некоја улога? Ја лично сметам дека нема, затоа што рековме дека настрадува не толку бенката, толку колку што било кое место, и тоа најчесто се рамењата и грбот, не случајно, туку затоа што најчесто се и највеќе се оштетени од сонцето, баш затоа што грбот ви е некако изложен стално, на рамењата паѓа под прав агол, да речам ова. Така да, она место кое највеќе ви горело во текот на животот, имало највеќе опекотини, тоа е место кое треба повеќе да го штитите, а не толку бенката. Бенката може да биде... Знам дека така се случува, се плашат од бенки, меѓутоа, верувам дека овако го знаат како податок, ќе го сменат тој принцип. Што друго како превентива им препорачувате на нашите гледачи во однос на канцерот на кожата? Освен, што кажавме за сончањето и за одењето на одмор, што треба и како треба, што друго? Значи, оди во превенцијата во однос на да се спречи појавата. Па превенција секако е дополнително здрава прехрана, заштита на сонцето прават некои продукти, мислам некои суплементи како например бета-каротенот, има и некои помалку се тие, значи на број што од внатре со пиење можат да допринесат за тој, да речем, поголем отпор на кожата. Еве тие се некако најчести, бета-каротенот се пеат унапред, уште ако одите на летување треба неколку недели унапред да ги пиете, не тогаш да почнете. Потоа да се внимава исто ако пијат некои други лекови. Има многу, например, антибиотици. Еве, да го спомнам еден само, како сумамедот, може да го знаат гледачите. Значи, кој може, ако го пиете, да ви ја прави посетлива кожата, тогаш треба уште повеќе да внимавате. Сега нормално го пиете ако морате, во принцип не е добро да се мешаат сонце и лекови, меѓутоа некогаш се случува. Говориме за летниот период, ако го пиеме, така? Не воопшто. Не воопшто. Значи, тој и има и други лекарства, значи, доколку треба нешто да се пие и да се иде на летување, добро е да се посоветува со лекарот што ги препишува, дали ја прават тие посетлива кожата на сонце. Значи, во главном тоа можам да ги советувам. Некаде во некои студии исто кофеинот, меѓутоа сега кафето се пие онака кај нас. Кофеинот е најдено дека штити од сонце, исто така и физичката активност, односно штити од појава на кожен карцином. Меѓутоа нормално колку тоа све секако секој фактор што на некој начин ќе ви го намали имуниот систем може да ви ја изложи кожата на дополнителен ризик. Никогаш не знаеме тој пат на имунитетот, дали од стрес, како што спомнавте, или од нешто друго, или од премор, или од болест, например, потешка пневмонија прилежана, кое слабо место ќе го открие за напад. Така да, и кожата може да е една од нив. Така.
значи да заокружиме, бидејќи кожата памти, да се внимава кога се оди на одмор, како што кажавме, колку што може да се избегнува директно изложување на сонце, креми со заштитен фактор кои што содржат рековме микропигменти или минерални филтри, тоа се цинк оксидот, титаниум диоксидот во главном, Така да се користат солариуми, значи кажавме никако, сега не е препорачливо сигурно. Оние кои што имаат во семејството некој кој што имал случај на ваков канцер на кожата, секако додат на превентивни прегледи кај дерматолог за да се проверат бемките и здрава храна, спорт, одржување на имунитетот и сите оние нели здрави навики кои што треба да ги имаме впрочем за сите заболувања. Благодарам за денес. Секако оваа емисија ќе ја пуштаме и репризно во текот на летото за да нели ги подсетуваме гледачите што и како да се однесуваат по овие периоди, посебно кога станува збор за канцерот на кожата. Во некое следно издание се гледаме повторно за да обработиме можеби некоја друга тема во однос на дерматологијата. Благодарам уште еднаш. Благодарам исто. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ја поздравам за денес. Се надевам дека многу корисни информации ви доставивме во однос на оваа тема, уште повеќе што кажав минатата недела беше посветена кампањата токму на меланомот или ракот на кожата. Ние се гледаме за 7 дена повторно. Оние кои што се соочуваат со дијабетесот, имаат проблем со инсулинската терапија, па токму ќе се задржиме на оваа тема и ќе кажеме нешто повеќе за дијабетесот. Ве оставам во убаво расположение, следува централниот дневник на телевизија Сонце, ние се гледаме за 7 дена во исто време.